Почитувани гости, на сцената го поканувам човекот со кого ВМРО ДПМН секогаш во Велес извојува убедлива победа на парламентарните избори. Пратеник во Македонското собрание, господинот Владко Ѓорчев. Почитувани присутни, драги велешани, драги браќи и сестри, не може човек да не се најежи на ова. Не може човек да не го почувствува адреналинот. Не може човек да не осети атмосферата. И кога ќе видиме ваквата енергија, кога ќе видиме волку луѓе, кога ќе видиме поволку сали, што е тоа што го порачуваме? Порачуваме дека на 24 март Македонија ќе гласа, граѓаните ќе гласат, ВМРО ДПМН ќе победи. Почитувани присутни, почитувани гости, ние тука сме собрани да видиме и да покажеме што е тоа направено во Велес изминатите 4 години. Ние сме тука вечерва да ја чуеме и презентираме нашата програма за наредните 4 години. Тука сме да ги видиме и поддржиме кандидатите за советници, 23 на број. Но пред се, почитувани присутни, тука сме јасно да порачаме и да кажеме: идниот градоначалник на општина Велес ќе биде Славчо Чадиев. Граѓаните тоа ќе го кажат. Славчо Чадиев изминатите 6 години беше председавач на Советот на општина Велес. Тој го знае секој проблем во Велес. Тој е запознат со буџетот на општина Велес. Тој е запознат со одлуките. Запознат е со проектите. Запознат е со потребите на граѓаните. Стотици и стотици граѓани влегле во неговата канцеларија. Биле во неговата канцеларија, се пожалили. Во многу случаи излегол во пресред, таму каде што можел, настојувал секогаш да помогне. Тоа е препорака да биде избран од граѓаните на општина Велес, да биде татко на градот наредните 4 години. Сето она што треба да се реализира во општина Велес. Но истовремено, најавувајќи го градоначалникот за наредните 4 години, кажувајќи го нашиот предлог, би сакал да му се заблагодариме, би сакал да го поддржиме, би сакал со голем аплауз да го наградиме првиот градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН во општина Велес, господинот Горан Петров. После долги 19 години, 2009 година, победихме во општина Велес. Општината не беше во завидна состојба, но заедно градоначалникот и председавачот на Советот го даваа максимумот за овој град. Наредните 4 години треба уште повеќе да се направи. Оние проекти кои што се добри да се проложат, таму каде што треба нови проекти да се иницираат. Почитувани присутни, јас би сакал и од срце би ви препорачал да гласате и да ја поддржите советничката листа на коалицијата за подобра Македонија. 24 партии на број. 24 партии на број
кои што се здружени, обединети за подобра Македонија и за подобра Велес. Од срце ви препорачувам да гласате за Александар Колев, за листата што предводи Александар Колев. Млад човек кој што го познава. Дете на Велес. Доктор што лечи луѓе. Поддржете ги советниците. Кога ќе се осети овој вулкан, кога ќе се осети оваа атмосфера, може ли некој да каже дека ќе има бойкот на 24 март? Може ли некој да каже дека граѓаните ќе останат дома? Може ли некој да каже дека луѓето ќе го поддржат човекот што ја направи транзицијата и приватизацијата во Македонија? Почитувани присутни, ние на овие избори треба да пратиме една важна порака. Мораме да пратиме една важна порака. Затоа што кога граѓаните гласаат, ќе гласаат за локалната самоуправа. Но истовремено, почитувани присутни, со излезноста и со одзивот, ќе се прати порака кон оние кои што сакаат да го одземат идентитетот, името и душата на Македонија. Оние што не сакаат името да не го спомнат. Тие кои што не сакаат името да ни го спомнат, тие што не сакаат името да ни го изговорат, сметаат на тоа во Македонија да има мал одзив. Оние од опозицијата, оние кои што се поддржувачи на Бранко Црвенковски, самиот Бранко Црвенковски, во изминатите 2 месеци велат дека во Македонија нема демократија и дека има режим. Но оние кои што не сакаат името да ни го спомнат, наредните година, 2, 3 и 4, ќе ги спомнуваат сите овие работи и сите овие критики кои што ги кажува Бранко Црвенковски за оваа Македонија. Државата што пред 2 месеци, државата почитувани присутни, што пред 2 месеци доби препорака од Европската унија за 40 области за отпочнување на преговори за членство на Македонија во Европската унија. Државата што на 2 самити во НАТО, во Букурешт 2008 и во Чикаго 2012 година, добива позитивно мислење за членство во НАТО, но не влегуваме таму само поради грчката блокада и ништо друго. Одеднаш таа држава што ги исполнува сите услови за членство во НАТО и сите услови за отпочнување на преговори со Европската унија, вело дека е недемократска и дека има режим. Поради тоа, на овие избори не гласуваме само за локалните проблеми кои што се најважни, кои што се директно поврзани со граѓаните. На овие избори, почитувани, не е се едно дали излегуваат 20% од граѓаните, 30%, 40%, 50%, 60% или 70%. Затоа ние на 24 март ќе гласаме до 11 часот са бајлето. Ќе ги охрабриме оние кои што треба да бидат охрабрени и ќе порачаме: Македонија не бойкотира, Македонија гласа, Македонија го поддржува Никола Груевски, Македонија стои за своите институции, Македонија ја поддржува својата демократија. Има демократија во Македонија, има истина за Македонија. Ќе ја биде Македонија. Тоа го порачуваме на 24 марта. Излегуваме и гласаме, не бойкотираме. Драги браќи и сестри, од тука упатуваме порака и до членовите на СДСМ да излезат и да гласаат, да состават листи, да се кандидираат. Демократијата е надпревар кој што трае до моментот на изборот, а после тоа заеднички се честитаме. Му честитаме на победникот, му честитаме на оној кој што излегол да се соочи со граѓаните, на оној што понудил најдобра програма, на оној што понудил најдобри проекти, оној што реализирал работа. Во следните говори, во следните обраќања, ќе бидат кажани работите што сме ги направиле за Велес, ќе бидат кажани работите што сакаме и сериозно ќе ги направиме за Велес.
Но ќе кажам и две работи што се и тоа како видливи. Тоа е една од нив. Долги години, долги децении изборувано и заговарано, но од никој реализирано. Го реализиравме и го асфалтиравме патот од Скопје до Велес. Од Скопје до Велес има нов асфалт, работата е завршена, но исто така оваа година, како што се стави тој асфалт, ќе се стави и ќе почне проектот на асфалтирање и проширување на патот од Велес кон Штип во 28 километри, од Велес до Чардахија. Никола Груевски, владата на Република Македонија рекоа дека стојат за тој проект, парите се обезбедени и ќе се асфалтира и патот кон Штип, но истовремено ќе се асфалтира и патот од Велес до Скопје. Ќе го ревитализираме автопатиштата и ќе отвориме нови можности за Велес. Почитувани присутни, ве повикувам да гласаме, ве повикувам да го поддржиме Слав Чочадиев за градоначалник на Велес. Тој го заслужува тоа, да го поддржиме со етничката листа. Од срце го сакаат Велес. Ја знаат секоја улица. Не само во Велес, туку и во Велеска општина. Во сите села во општина Велес. 24 ден е празник на демократијата, граѓаните да гласаат, а после тоа во 8, во 9, во 10 часот да излезат резултатите и да кажеме: стоиме за Никола Груевски, стоиме за владата, Велес е во сигурни раце, Македонија е во сигурни раце. Да живее општина